Да се помолиме на Господа. За овој свет храм и за оние што влекуваат во него со вера, набожност и страх Божи, да се помолиме на Господа. За да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Боже, заштити не, спасе, помилуј со Твојата благодат. Целиот ден совршен, светлиен и безгрешен, го просиме од Господа. Ангел на мирот, верен ръководител, чувар на нашите души и тела, просиме от Господа. Прошли и разрешување на нашите гревови и прегрешенија, просиме от Господа. Се што е добро и полезно за нашите души и мир во светот, просиме од Господа. Останато време од нашиот живот, да го поминеме во мир и покаяние, просиме од Господа. Христијански крај на нашиот живот, безболен, непосрамен, мирен и да дадеме добар одговор на страшниот Христов суд, просиме. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија. Со сите свети, самите себе, ден друг и сиот наш живот, на Христа Бога да го предадеме. По милосрдието на Твојот единороден Син, со кого си благословен со пресветиот и благ и животворен Твој дух, сега и секогаш и во вечни векови. Мир на сите. Да се сакаме еден со друг, да се едномислие, да исповедаме. Вери со премудрост да внимаваме. Верувам во единиот Бог, Отец Святител, Творец на небото и на земјата, на се видливо и невидливо, и во единиот Господ Исус Христос, Синот Божиот нероден, роден од Отецот, сите веки, свети на светињата, вистински Бог, вистинскиот Бог, роден, несоздаден, единосурцен на Отецот, преку кого се станало, кој заради нас Божето, и заради нашето спасение, влезе од небесата и се волството од Светиот Дух и Дева Марија и стана човек. И кој беше распнат заради нас, во гледата под тиските и страдаше и беше погребан. И воскресна на третиот ден след писмото, и после вознесе пред света, и преседна одесна на Отецот. И кој пак ќе дојде со слава, да им суди на живите и на мртвите, и неговото царство ќе има крај. И во Светиот Дух Господ, кој дава живот, кој исходи од Отецот, кој заедно со Отецот и Синот се поклонуваме и го славиме, и го говорил први по пророците. Во една света соборна Господарска црква, изповедовме крштение,
за простування, любов